Во оваа кутија имам шпил карти во кои што една карта е специфична. Тоа е предвидувањето мое за денес што ќе се случи. Да имаше ти гости да се јавуваат во живо, ќе го работевме со гостите да се јават и да си го кажат своето мислење. Верувајте дека не е ништо наместено. Картите ги делиме, Антонио, на црни и црвени, така? И сега кога би ти дал овој шпил тука што е, да кажеме, невидник, земји го рад. Добро. И почнуваш да се движиш низ картите и ги гледаш. Добро. Едната боја повише така ти го привлекува внимањето. Бојата што ќе ја одбереш, ќе продолжиме да работиме со неа. Секој сум бил за црвено. За црвена? Добро. Елиминира ги, фрли ги црните карти. Така. Сега се движиш низ црвените карти. Срце баклава. Еден од тие знаци почнува повише да доминира. Кој е знакот што доминира, со него ќе продолжиме да работиме. Не може да биде срце баклава. Баклава? Или е срце, или е баклава. Кој доминира знак? Срце. Срце. Реши се од баклавите. Ќе продолжиме со срцињата. И останавме со 13 срциња во рака. Еден, ас, кец, двојка, тројка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, джандар, дама, крал. Добро. Една карта од тие доминира. Која од тие срциња доминира најмногу, кога ги гледаш? Кецот срце најпразна ми е. Да? Највоочливо. Дај ми го кецот. И сега собери ги сите карти што ги елиминираше. Врати си ги сите карти што се елиминирани во раце. Така, собери ги, дај ми ги. Ево шпил. Сега, сите овие карти што ми ги врати Антонио, гледаат нагоре, а овој кец срце ќе го свртам обратно. Добро. И ќе го ставам да биде единствена карта што е свртена надолу. Бидејќи ти ја одбра. И све ќе фрлиме во оваа кутија. Ментализмот е гранка што понекогаш кај луѓето предизвикува чувство дека кај луѓето предизвикува чувство како знаел дека ова ќе се случи. Значи менталистот мора да биде способен и да предвиди што ќе се случи во блиска иднина.